Интересно нешто што ќе се случува на 11 мај на школка по 6-ти пат оваа година, а тоа е Гуши бац љубов, односно инклузивен настан, насловен како заедно за детската насмевка, а со кого друг ако не со нашиот Денис Јанкуловски, познат како Космонаутко. Добро утро, Денис, добро ни дојде во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов. Со нетрпение чекам да слушнеме детали околу она што ќе се случува на 11 мај, ама само сакам да кажам дека овој период е многу активен за вас, ќе учествувате и на саемот за книга, другарко и нивните маченца. Така тоа е нешто најново. Одлично, ќе ве оставам со сузе заедно и ќе ве следам од овде со ептен онака со внимание големо. Супер, благодарам. Благодарам. И јас многу добре дојде за Денис, секогаш наш драг гостин, 6-ти пат овој прекрасен, хуманитарен, толку убав, радосен настан за децата, за возрастните и за сите љубители на убавото. Другари, другарки, овие минути се многу важни за да не го пропуштиме настанот и да ги биеме сите детали. Како сме организирани по 6-ти пат? Одлично. Се полесно, од една страна пообемно, меѓутоа се полесно и поубаво, повесело оди. Што значи пообемно? Пообемно значи дека, ако да речеме пред со првата, втората школка, првиот, вториот настан на школка, имавме неколку 4 до 5 активности, веќе оваа година стигнавме до 30 активности. Тоа подразбира игри, подразбира работилници, ликовно катче, забно катче, пантомима оваа година ќе имаме, ќе учиме како нели да одиме под зид, така викаат тие со пантомима што се занимаваат. Ќе има работилници, креативни работилници, каде што ќе нешто ќе правиме со платно, со зрна некакви. Ќе има многу и настапи, инклузивни настапи, сето тоа е убаво, сето тоа е интересно и разновидно, односно шаренолико како што и треба да биде. И сигурно е невозможно да кажеме, па дури ни груба бројка на учесници колку ќе земат учество? Па да, веројатно, еве ние како се подготвуваме. Пред 2 години, со оглед на тоа како растеше и како имаше обем и како имаше интерес, очекувавме некои 400 до 500 дечиња да поминат тој ден. Имавме околу 800, лани имавме околу 1000 деца, годинава очекуваме 1200, а може и повеќе да бидат во однос на децата, тие главните што се учесници. На самиот терен во однос на активностите исто многу учесници ќе има, многу кои што ќе ги представат своите активности и на сцената ќе има, бројна ќе биде, значи навистина ќе биде и волонтери има и голема бројка, навистина голема бројка. Так, колку волонтери, колку членови од здруженијето ти помагаат за реализација на целиот настан? Она што секогаш јас го напоменувам во однос на членството во здруженијето, ова не е класично здружение каде што има членови. Едноставно секој кој што сака да биде дел од школка, кој што сака да биде дел од она што ние го правиме, ние си го прифаќаме за член. Тоа значи сите волонтери, сите семејства, сите родители, сите деца кои што едноставно доаѓаат и сите кои што учествуваат на се она што правиме, ние си ги сметаме едноставно за членови. Во однос на волонтерите, во однос на сите оние наши пријатели, другари, познати, непознати кои што доаѓаат, голема е бројката на вистина. Мислам дека најмалку 100 волонтери ќе има кои што ќе бидат волонтери во смисла распоредени нели на теренот, да помогнат на децата, да помогнат на оние кои што ги изведуваат активностите за било што да треба. Тие ќе бидат тука, ќе бидат препознаени со тоа што ќе имат беџови волонтер, ќе бидат упатени сите информации ќе ги имат и ќе можат едноставно на секој што го интересира нешто, да праша нешто, да им кажат и да им помогнат. Так. 6-ти пат, рековме, се случува овој прекрасен настан. Успеавме ли нешто да промениме во системот? Успеавме ли да ги, барем малку да ги подобриме нештата? И па тоа е вториот дел од прашањето, е всушност и веројатно искрениот одговор, кога може да кажеме за жал од една страна, барем малку веројатно во која смисла? Во однос на школка, ако ја гледаме школка како единечен настан, ние сметаме дека навистина имаме прогрес во таа работа, во таа цел која што заеднички нели се бориме да ја оствариме. Споредувајќи првата, втората, првиот, вториот настан до она што лани беше и годинава очекуваме.
Меѓутоа, тоа е, пак ќе речам, како индивидуално ќе го наречам. Во однос на севкупноста во општеството, навистина има многу работа и сепак не можеме да се пофалиме дека како генерално кажано дека има навистина напредок во таа проблематика. За жал се уште проблематика, нели, мора така да ја дефинираме. Се уште има проблеми со кои што се соочуваат главно семејствата, значи дали родители, старатели, нивните блиски кои што се најблиски, како што правевме претходно, нели, муавет, тежините со кои што се соочуваат, проблемите со кои што се соочуваат и јас често кажувам, тоа е борба на мислам дека на 100 фронтови се борат. Ние сме тие кои што треба да им олесниме на некој начин, да им помогнеме во целата таа, па и Голгота да ја наречам, затоа што знаеме и сами, нели, Баш ги е Голгота. Да, затоа што и вие сте вклучени на разни начини во целата таа ситуација и знаеме сите со што се соочуваат. Да. Кога ќе се бориш со еден, знаеш со кого се бориш, ќе бараш начин како да извојуваш, да речам, победа. Меѓутоа ти кога имаш ситуација дома, кога имаш со општеството, со институциите, со здравството, со шалтерите, со комшиите, со сите, тука не знам што да си нема шанси да се издржи. Која битка е полесна, така. Се сеќавам само имаат единствена главната битка всушност треба да биде дома во смисла за своите. Тука, ама за жал тука се уште многу недостасува. Се сеќавам само со колкава радост сите ја поминавме, згазивме по таа рампа која што се постави и тоа благодарение на твојот настан пред 2 години, така нели беше на школка, што за нас беше еден чекор значаен, што во светот ги имаат тие рампи на места дури и каде што можеби и нема ни едно лице на кое треба да му послужи. Колку се сменивме во тој поглед? Обезбедивме ли пристап за сите лица кои што не се во можност да стасаат со своите нозе на... Па нема, еве во однос секојдневно нели одиме по институции, се среќаваме, гледаме дека многу недостасува пристапот, особено тие информации ни доаѓаат од луѓето кои што се најдиректно засегнати. Да речеме, често пати знаеме, еве никако да се состанеме, верувам дека ќе се состанеме со една драга пријателка Снежана Караџовска, ја знаеме сите, која што ги посочува, директно ги посочува тие проблеми. Се надевам дека ќе, значи колку што може еве конкретно рампата на школка. Тоа беше иницијатива затоа што од една страна, нели, сите се качуваме на школка, правиме инклузивен настан, меѓутоа децата во количка кои што не настапуваат, ние ги ставаме долу затоа што не може да се качат. И испаѓа дека ние што се бориме против дискриминација, правиме дискриминација. Директно ја правиме, апсолутно. И сега, што треба за школка, што треба за да се постави рампа, треба до град Скопје, треба улици, патишта, значи иницијатива треба, меѓутоа треба очигледно малку и многу повеќе досаѓање да го наречам од една страна, затоа што пристапот треба буквално едноставно да биде нормална работа, значи да не се прави муабет за оваа работа. Има институции, има библиотеки каде што можат многу убави настани да се направат. Не мора да е настан. Значи едноставно секој лице со количка, се извинувам, треба да има пристап до библиотека. Сега овде нема заради не знам кои причини, не викам дека не се во право, меѓутоа се е променливо, се може да се направи, само треба да се има волја по мене. Така е, за се треба да се има волја и решението ќе се изнајде. Уште една убава работа која што на годинешниот сајам на книгата ќе може да се види, тоа е сликовницата Другарка, другарко и две маченца. Наменета за најмалата публика. Како дојде на оваа идеја, Денис? Па, ова е втора сликовница во издание на истата издавачка куќа Прозарт Медија и исто илустрациите во соработка со Наташа Костовска, кои што се феноменални, прекрасни илустрации. Првата сликовница Другарко беше така мој, да речам, мој почетен влез во
ајде да наречам писателството, иако не се гледам нешто дека во тој поглед, меѓутоа никој пат не знаеме нели на кај ќе не однесе водата. Точно. Убаво помина, убаво беше прифатена затоа што и другарко, а и оваа сликовница се темата она која што јас и преку Сдружениево и си она што ми е секојдневна акција и борба, тоа го правам. Другарка едноставно беше како след на нештата, затоа што другарко нели не може сам во секојдневието, него му треба и другарка, му требаат и маченца, му требаат и сите други дечиња и сите оние кои што сакаат заедно да патуваат по едни необични планети. Сите тие планети тука во сликовницата имаат многу интересни имиња, а за тоа ќе дознаат нели дечињата и сите оние кои што ќе имаат со која што всушност ќе можат со сликовницата да патуваат низ планетите. Феноменално. Јас предпоставувам дека ќе има многу дечиња кои што ќе читаат книгата и родителите се разбира, бидејќи тоа така оди во тандем. Баби, дедовци, родители и деца и ќе уживаат во патувањата заедно со другарка и неизините другари и ќе научат многу нови интересни зборови, не секојдневни зборови. Да, тие се тука е всушност јазикот на ерато. Вметнат. Тој е еден необичен јазик, меѓутоа јазик со кој што е многу интересен и кој што покажува дека всушност ние можеме сите многу лесно да се разбереме доколку сакаме. Така да ако сакаме да научиме и ако сакаме некого да разбереме што кажува, тогаш пак е тука нели до волјата, до желбата. Не постојат препреки. Не, апсолутно. Не постојат. Така, тој јас тука ќе кажам една феноменална реченица на поетесата Искра, која е исто така едно од лицата кои се соочуваат со бројни предизвици и секогаш ми е во глава нејзината реченица која вели не постои пречка која може да ме спречи. Искра е едно чудо од човек, ја знам и јас, доаѓа, се дружиме и секоја чест на вистина е пример, иако ете и сами како што кажавте, знаеме со што се соочува и пак е насмејана, пак е силна и позитивна, со добра мисла. Така е. И поздравуваме сите наши гледачи, сите фанови на Космонаутко, а знам дека ги има многу, особено од периодот на пандемијата и сите дела за него всушност говорат за тоа колку треба да ни биде добар пример и колку треба сите помалку или повеќе да се потрудиме да влеземе во кожата на оние другите, да ги прифатиме и да ги поддржиме, бидејќи секој има подеднакво право на живот, на тоа да биде дел од општеството и да биде корисен и прифатен. Денис се гледаме ние во недела на школка и ги покануваме сите наши гледачи да дојдат, да присуствуваат, нема влезници, нема билети, нема резервации, едноставно да дојдете и да се забавувате, да ги поддржиме сите лица на кои навистина им е многу важна нашата поддршка. Се што треба е да понесат со себе љубов, насмевки и прегратки, да донесат и да добијат. Така е. Размена на добра. Размена на добра. Се гледаме на школка и затоа што една од убавите работи е затоа што таму ќе ни биде и Фрида од Македонија. Така е, сите 120 Фриди ќе бидат таму и ќе пееме, ќе грми градскиот парк. Ти благодарам многу. Благодарам и вам. Да, ви благодарам за разговорот. Ке дојдам и јас на 11 мај во школка, уште една се надевам идна Фрида Сузан, никако здравие Боже, еве од септември би сакала навистина да ви се приклучам во твојот навистина фантастичен хор. Тоа не е само хор, туку е едно големо Фрида семејство, веќе слободно можеме да кажем. И вие учествувате нели во школка, на школка покрај сите останати учесници. Ви благодарам уште еднаш за разговорот.